Поштована председателка, на мене ми е задоволство да дебатирам со вас, заради тоа што ги разбирате бројките, па ете ќе дадам неколку аргументи. Од аспект на тоа што и цитиравте мои изјави, друг пат ве молам, кажете ги со презиме, немам ја проблем со тоа. Од кого повеќе ќе собираме овој пат даноци, за тоа што сум го кажал арач, од привилегираните криминалци и мафијаши, кои што претходните мандати никој не смееше да им побара, сега некој ќе им чукне на врата и ќе им побара и од таму ќе собереме повеќе пари. Од аспект на судските глоби и како повеќе тоа ќе го направиме, нема да го казнуваме народот, туку ќе апсиме криминалци кои што ги имаат испокрадено граѓаните, нивниот имот ќе биде конфискуван и согласно со тие пари кои што ги искрале, 54 милиони евра планираме сега и јас не сум задоволен, мислам дека треба во ребалансот ова да го покачиме и тие лопови кои што 7 години го крадеа народот како капитенот на фудбалскиот тим од Министерството за политички систем, парите ќе ги вратат и тука тие пари ќе ги дадеме на граѓаните. Од аспект на законите за Бехтел и Енка, тогаш сум тврдел и сега тврдам дека се криминални закони. Сега тука правите еден трик, вие многу добро го разбирате тоа. Има тука правници, секогаш ќе се применува тоа право кое што во моментот било актуелно за склучување на договорот. Ја договорот со Бехтел го немам видено, не знам вие дали го имате видено, тука има министри кои што го имаат видено договорот. Согласно тие закони, 6-7 не знам колку беа, ние го склучивме договорот со Бехтел и Енка. Сега да ги свртиме наопаку, тој договор е потпишан, врските се превземени и вие знаете добро што следува ако тој договор не биде реализиран. Ние на овој народ да му украдеме 700-800 милиони долари за да ги однесеме на некој друг, а да не се изградат тие автопати тука, нема да го дозволиме. Еве, јас ќе отидам еден чекор понапред. И јас сум сигурен дека тие закони беа пишувани така од ДУИ за да со предпоставка дека ние ќе доеме, ќе го раскинеме и средствата од арбитражата да ги делат 30-60, заради тоа што имаше 30-70, затоа што имаше такви информации во јавноста. Ние тоа нема да го дозволиме. За епскиот криминал, за енергетиката, лично јас бев тој кој што излегуваше на пресконференција и кажуваше дека епски криминал, затоа што и е епски криминал. Ќе го прашате еден господин кој што не е тука, кој што беше потпишан и замислете до кое ниво беше тој епски криминал, да една ДУИ не ви направи кворум на Комисијата за економија. Зошто? Заради три работи. Прво, заради тоа што требаше да им дајете земјиште во Железара по 0,1 денар за купнина на 50 години. Второ, заради тоа што во договорот и во законот се обврзавте дека 100% ќе им ја откупите произведената енергија по цени кои што се надвор од пазарните. И трета работа, затоа што сите ние тука требаше плюс на тоа да им дадеме 50 милиони евра за тие да произведуваат струја. Токму затоа кажав дека тоа е епски криминал. Со оглед дека има и уште една теза која што 4 дена провелува јавноста за името, нема да го нарушам времето, во втората реплика ќе ви одговорам и за името и за сите други работи кои што како теза ги кажуваат. Ви благодарам.